Почитувани гледачи, стартува спортскиот преглед на Мега телевизија. Во фокусот на оваа емисија се дисперзираните спортски паралелки, односно Спортската академија. Во престојните минути разговараме со представници на стручниот тим од Битола и Прилеп, а во продолжение на спортскиот преглед, спортски информации и резултати од изминатото денонокие. Останете со нас. Денеска на фудбалскиот терен со вештачка трева Павел Шатев во Битола се одиграа контролни надпревари на регионалните дисперзирани спортски паралелки од Битола и Прилеп, кои го презентираа сработеното досега. Во продолжение на спортскиот преглед, изјави на стручниот тим. Во Македонија функционираат 8 академии, како дисперзирани паралелки во 7 градови во Скопје. Околу право на упис, значи ова не е како редовните училишта, туку овде изборот го вршат, значи се врши селекција, изборот го вршат селекторите од фудбалската репрезентација на Македонија и наша обврска е како академија да обезбедиме значи кандидати, односно клубовите ни праќаат членови кандидати за упис, каде што значи успехот од оценките не влијае на изборот, туку нивната игра и она кој ќе го забележат селекторите. Значи ние од прилика секоја година, ова е втора година поред што функционира во Битола, и имаме на избор од прилика меѓу 40 и 50 кандидати секоја година и од нив во прва година учат 24 ученици, во втора година 23, значи изборот е на пола. Од прилика академијата функционира со општи предмети кои ги изучуваат на часови и правот на упис после завршувањето на средно образование имаат исто како и останатите училишта, значи имаат право да се запишат на факултет, значи оние деца нормално од 50 или за 4 години од 100 деца некои ќе успеат да играат и подалеку, некои во Македонија, меѓутоа оние кои нема да завршат како врвни фудбалери, значи ќе имаат право да се запишат и на факултет. Организацијата околу тренинзите и надпреварите е на доста повисоко ниво за разлика од клубовите кои што имаме можности да ги гледаме кај нас и во Македонија. Значи децата по завршувањето на часовите ги чека превоз организиран од страна на Гопештранс, односно од Министерство за образование. Тренираат на терен со сите услови потребни кои се за подготовка или за стварање на еден врвен фудбалер. Значи од нив останува само да се трудат и тренерите заедно кои работат по европска програма, значи програмата за работа е добиваме од Фудбалската федерација и сите услови се овозможени. За прв пат ова година и академиите играат помеѓу себе, како што гледате денес играат Академија Битола со Академија Прилеп, пред 2 недели игравме со Академија Охрид, така да финансиските трошоци околу овие надпревари ги покрива Фудбалската федерација. Се му е овозможено. Чекор сме понапред, меѓутоа во фудбалот не е трговија и треба да се сочека време па да се постигнат и некои резултати во смисла на изготвување или подготвување на врвен фудбалер. Моментално ја водам прва година, значи паралелката Спортска академија по фудбал во Прилеп. Значи од првата година моментално имаме 2 паралелки. Втората паралелка ја води Николче Здравејски. Условите за работа и тоа што не овозможува Фудбалска федерација е за секако за поздрав. Еве веќе почнавме и минатата година ние како прва паралелка ги игравме тие пријателски надпревари со другите паралелки од Охрид, Струмица, Штип. Значи ова година продолжи таа соработка. Еве денеска играме 2 надпревари со 2-та класа. Значи секако за овие деца значи многу ова, покрај надпреварите кои што ги играат во првенството, бидејќи овие деца се сите талентирани деца и настапуваат моментално во Прилеп, скоро цела паралелка настапува за фудбалскиот клуб Победа. Значи покрај надпреварите што ги играат во првенството, му возможуваме во среда овие пријателски надпревари кои што многу значат за нив. Имаме прекрасни услови за работа и секако на нив останува со една добра работа и наша
должност е од овие деца да направиме добри фудбалери, кои за Пелистер, кои за победа, така да мислам дека понатаму овие клубови треба да рачунаат озбилно на овие деца, бидејќи се работи за квалитетни фудбалери. Во Прилеп колку е заинтересираноста? Па во Прилеп е огромна заинтересираноста и првата година паралелката броеше 27 и то селектирани деца, втората година 23 деца, се надеваме дека и нареднава година има голем интерес, дека и третата паралелка ќе биде полна и секако дека со овие услови кои што ги овозможува Фудбалска федерација, општината со давањето на терените да ги користиме за тренинг, опрема, овозможување на одигрување на пријателски надпревари, дека за овие деца е благодет и услови кои што секој фудбалер би ги посакал. Денес одигравме утакмица со Академија Прилеп, Академија Битола. Значи, тие ни се редовни активности каде одигруваме меѓусебни утакмици, што ни ги овозможува Фудбалска федерација, каде меѓу себе ги проверваме нашите тренинзи, што ги работиме и да видиме до кај се децата, колку напредуваат. Секако дека Фудбалската академија Битола имавме надпревари прошлата недела, игравме со Академија Охрид, така да во овој период ќе продолжиме со надпревари преку Фудбалска академија, а децата исто се регистрирани тука конкретно во Битола во фудбалскиот клуб Пелистер, каде и за викендите имаат надпревари со фудбалски клуб Пелистер. Фудбалската федерација заедно со Академијата што е за спорт создадоа прекрасни услови, како што гледаме, значи во сите градови, така и кај нас во Прилеп и во Битола, значи прекрасни услови со одлични соблекувални и сите услови се овозможени за еден одличен тренажен процес и развој на децата низ годините во фудбал. Колку вие лично се задоволни од денеска прикажаното? Па видете, значи сепак таа беше 99-та генерација, одигра еден добар квалитетен надпревар со еден висок ритам, реален резултат мислам дека е нерешениот. Сега играат 2000-та година, сепак мислам дека најбитно е дружењето и да почувствуваат децата, значи она што треба кроз фудбал и да го доживуваат. Да се дружат, пријателство и сепак сигурно и да напредуваат во фудбалските кариери. Голманските тренинзи се доста специфични. Сите мислат седи на утакмица, од она што го гледат на телевизија е едно, но работата со голмани е сосема друго, затоа што тренингот на голманите е доста компликуван и доста интензивен, можам да кажам, и тежок, така што ретко кој може да го издржи тој тренинг. Значи имаме доста тешки тренинзи, но голманите кај нас во академијата се доста желни за работа, затоа што стварно сакат да напреднат, имат одлични услови. Започна во 2005 година, како во Македонија, така и во Исланд, во држава која што е во голем подем во фудбалот, гледан од аспект на млади категории. Моментално ангажиран сум со ова паралелка во ова учебна година што е запишана и јас го изведувам часот по практична настава, по фудбал и се надевам дека сето она што се трудиме со моите колеги да им го представиме на децата, да го реализираме како план и програма од Фудбалската федерација, дека ќе вроди со плоти, со добри резултати. Добри резултати според мене се ако од овие дечиња, од овие играчи некои се наметни, а има такви кои што веќе се имат наметнато во репрезентативните селекции на Македонија и тоа ќе биде едно задоволство и резултат на таа добра работа. Физиотерапевт на паралелките за фудбал во Фудбалската академија во Битола. Се грижам за здравието на фудбалерите и исто така покрај што се случуваат повреди, треба да се грижиме за нивното здравје. Најбитното тука е што ние се грижиме за превенцијата, односно да не стигне до таа повреда. Постојано сме присутни на тренинзи, на спортски надпревари
и по потреба и надвор од надпреварите.